Овде има канал, но не може да се види од запуштената вегетација. И овде има канал кој е полн со ѓубре. Овој канал е чист, ама само делумно. Поплавата која ги зафати Стајковци, Рачиново Ченто и околината однесе 22 животи и направи штета од над 30 милиони евра. 10 години подоцна, на терен се видливи затрупани канали, оголена планина и проекти на хартија. Скоро 40 години тука ја не памтам дека очистена каналите. До судоперите стигна поплавата и све фрлавме, све што имавме, све на бетон останав. Страв ви е да не се повтори? Како не? Како не, пошто ние тука усред поле. Дај Боже да не се поврати више тоа. Дали научивме барем некоја лекција? Дел од каналите кои треба да го регулираат течењето на водата се исчистени, но голем дел се обраснати, па дури и затрупани или покриени од жители за да си ги прошират дворовите. На Скопска Црнагора пак имало акции за пошумување, но шумата која инаку спречува поголеми штети и ерозија се сече на диво. Една деценија откако низ овие падини тргнаа огромни наноси кал кон куќите, тие остануваат оголени. Дали сето ова значи дека Скопје сега е подобро заштитено од поплави отколку пред 10 години?